средбата беше од очекуван информативен карактер. Министерот Димитров и премиерот Заев не информираа за текот на разговорите, преговорите. Исто така беше презентиран и предлогот од страна на господинот Немец, предлог кој што помалку или повеќе е познат на јавноста во Република Македонија. Можам да кажам дека од овој момент па натаму целокупниот процес за водење на преговорите поврзани со овој спор кој што Република Македонија го има со соседна Република Грција го води владата. Тој спор треба да продолжи и понатаму да го движи. ВМРО ДПМН е поддржуваш силен и останува единствена опцијата дека Република Македонија мора да биде дел од НАТО, Алијансата и Европската унија и ВМРО ДПМН останува на браникот на заштита на државните и националните интереси на Република Македонија. Коментар за изјавата на Ципрас кој побара решение за име за внатрешна и надворешна употреба на земјава. Се извинувам, ако може да повторите прашањето? Коментар за изјавата на Ципрас кој што изјави дека е потребно решение за внатрешна и за надворешна употреба. Не сум ја слушнал таа изјава и не би сакал да ја коментирам. Не сум ја слушнал, да ја слушнам ќе ја коментирам. Што ви беше презентиран, дали е прифатлив за ВМРО ДПМН? Не би сакал да давам коментари кои што може да му нарушат на процесот и да влијаат во него конечно завршува. А дали оваа средба придонесува за градење национален консензус за решение? Па реков, оваа средба за нас представува средба која што имаше очекуван информативен карактер, каде што ги добивме информациите неопходни како процесот до сега течеше. Искрено вака мене ако ме прашате, можам да кажам дека можеби требаше многу порано оваа средба да се случи, но ете и денеска се случи, ги добивме информациите, имаме моментален пресек на ситуацијата до каде се преговорите, до каде е самиот процес, така што од сега па натаму можам да кажам и да го повторам оној став кој што ја кажав дека целокупната одговорност е на владата како ќе го води понатаму процес. Sorry? What about the restitution? Greece is a red line constitution for Greece. I do not want to comment Greece red line. Maybe you should ask for them an answer. What about the rename of airport, of motorway? Тоа што целата вина. This was not our proposal. You should ask Prime Minister what was his idea. Yes, but what is your opinion? You should help him on the interview. Okay, someone else. Со тоа што целата одговорност ја префрлате на владата, дали ова значи дека се дистанцирате и оставате сами они да го решат проблемот? Не, тоа е ваш заклучок. Напротив, ние денеска имавме една информативна средба. Добро би било како ќе напредува процесот, така да го добиваме информациите, така што од овој момент па натаму одговорноста нормално дека е. Не би сакал да ги коментирам предлозите, ви реков, бидејќи процесот допрва треба да се развива, така што во моментот да оставиме процесот да се развива и понатаму. Дали Заев ги презентираше заклучоците од средбата со неговиот грчки колега Ципрас и кои се тие? Отприлика ни кажа како тече разговорот. Разговорот го подели во 3 дела, ништо вака поспецифично кое што би можел да издвојам, сем еден разговор помеѓу двајца премиери на две соседни држави, кои што имаат проблем, кои што нормално треба заеднички да го водат до негово конечно решавање, се надевам.